големо задоволство да го најавам професор Тодор Арсов, генетичар и генетски консултант, еден од нашите најголеми случаи соработници, меѓутоа и консултанти не само за алпортовиот синдром, туку и за многу други ретки болести. Професор, ви благодарам. Ми представува особено задоволство и чест да бидам дел од овој настан денес. Јас сум Тодор Арсов, генетски советник, клинички генетичар, и тоа со што ние всушност се занимаваме во генетика е ова прашање како генетската информација која што е скриена во секоја една од нашите клетки се манифестира, ако сакате, или се оделотворува во нашето тело, и специфично за ова предавање денес, како овие гени кои што се одговорни за структурата и функцијата на бубрегот овозможуваат тој да има нормална структура и функција. Како по некој пат тие генетски промени во ДНК, например, прикажани овде со оваа црвена стрелка, ја засегнуваат бубрежната функција. Сега да се разбира, ние во последниве 70-ти години имаме еден невообичаено динамичен развој на методите што ги имаме за да ја читаме генетската информација. Значи, овие книги што ги даваат инструкциите како да се направи и да функционира ова тело, можеме да ги читаме на многу начини. Денес слушнавте секвенционирање, хромозоми, разни работи. И дел од нас сметаме дека многу сме научили и дека многу знаеме и дека да речеме, имаме дури и некакви извори, да кажеме, за поправка на овие проблеми. Но се разбира дека постојат и поголем број на проблеми. Например, проблем број 1 е несигурноста околу што всушност значи таа генетска информација. Например, ние по некој пат може во едно семејство да ја имаме истата генетска промена кај повеќе членови на семејството, некои од нив да ја немаат воопшто болеста, и тоа е така нареченото прашање на пенетрантност. Значи, може некој член на семејството да има генетска промена, нема болест. Или пак, од луѓето кои што ќе развијат определена болест, таа болест може да изгледа на многу различен начин кај различни луѓе. И ова мислам дека нема друго место подобро што го илустрира тоа нешто од оваа болест, сега што ја викаме Алпортов синдром. Вториот проблем што го имаме, дел од ова нешто што еволуира и веќе неколку од говорниците пред мене спомна, е наследувањето. Како всушност оваа болест се наследува? Тоа нешто е сврзано со тоа кој од трите гени е всушност засегнат. Иницијално сме знаеле за ова X поврзано наследување, каде што типично сме кажувале дека мајката е здрав носител, машките деца имаат шанса да ја развијат болеста, таа е таа типична поголема болест, да кажеме, која што во поголем процент од случаите резултира со загуба на бубрежната функција и потреба од хемодиализа. Но подоцна сме научили дека има и други гени кои што се сврзани со така наречена автозомно рецесивна форма, значи двајцата носители типично сме кажувале дека се хетерозиготни носители, значи дека имаат само една генетска промена, па ако било машко или женско дете ги наследи двете промени и од едниот и од другиот родител, тогаш ќе има болеста која што може да личи слично како автозомно рецесивната во однос на тежината. И сега е во поново време оваа дилема како треба да ги нарекуваме овие случаи, болести, ентитети, како да ги наречеме, каде што наоѓаме една генетска промена само во една од двете книги, а човекот има определени симптоми. Ова се што ви кажав е догматика, во пракса и повторно, особено кај оваа болест, не важи, односно за се нешто имаме исклучоци кои што ни го комплицираат разговорот со пациентите, бидејќи не можеме да бидеме многу дефинитивни како што се очекува од генетиката. Например, еден пример околу наследувањето, да кажеме, ако го имаме ова машко дете, трајче, кое што сега може да има 20 години, има Алпортов синдром, е веќе на диализа,
Најдени сме, со генетско тестирање сме нашли дека има 2 патогени варијанти, сметаме дека се работи за автозомно рецесивна, да речеме, форма. Едната варијанта е наследена од мајката, другата варијанта не е најдена кај нејзините двајците родители. Сме тестирале дека таткото е биолошки татко, значи генетската промена се случила меѓу генерацијски. Сега дали можеме да знаеме дека двете варијанти се всушност во игра или можеби само едната варијанта била доволна ако дозволиме дека има автозомно доминантна форма на наследување, дали само една од двете генетски промени би биле доволни за болеста и како ќе советуваме околу сето ова. Се разбира дека на меѓународната сцена оваа дебата траеше известно време околу тоа дали на овие форми кои што не се сосема како оригиналната болест што ја знаевме, толку сложени и завршуваат со потреба од диализа и така натаму, дали да ги нарекуваме Алпортов синдром или треба да ги нарекуваме некако поинаку, болест на тенката мембрана или бенигна фамилиарна хематурија и така натаму. Едните аргументи се ако не има име таа болест, тогаш нема да ја бараме и ќе ја пропуштаме. Аргументите на другата страна се, ако нешто што е релативно бенигно го наречеме со ова име за голема болест, дали нема да ги преплашиме пациентите и тие ќе видиме понатаму да донесуваат одлуки врз база на тоа. Како и да е во моментот, има некој консенсус околу ова кол-4 нефропатија, кој што таа е многу нефролошки центрирана диагноза, бидејќи всушност во болеста типично има и засегнување на сефилата, така што може би кол-4 поврзана болест е едно поопшто име кое што би го опфатило целиот спектар, кој што јас, например, го размислувам еве вака, например, во најсложената форма на болеста, најтешките клинички форми, кои што и најчесто се пројавуваат ако имаме таква генетска промена, е она што сме го знаеле на почетокот, X поврзан Алпортов синдром, и до него е автозомно рецесивните форми, да кажеме каде што има 2 генетски промени во COL4A3 или AL4, и овие две се тие, да речеме, како класична форма на Алпортов синдром, каде што очекуваме висок број од пациентите до определена возраст да имаат потреба од диализа, многу често ќе има и засегнатост на слухот и на видот. На другиот дел од спектарот ќе бидат мајките кои што се ме ги нарекувале носителки, значи кои што имаат промена во едниот од двата X хромозома, и овие нови автозомно доминантни, да речеме, форми, каде што иако човек ја има оваа генетска промена, прво нема секој пат да манифестира и можеби фактички ќе манифестира само во околу 20 или 30% од случаите до значајна засегнатост на бубрежната функција, значи не би било, пенетрантноста би била релативно ниска, а воопшто и самата клиничка слика би била полесна. Значи сега гледате дека одеднаш оваа болест што беше едно со стриктни диагностички критериуми станува нешто многу по-широко и всушност што се опфаќа не е баш во моментов точно јасно. Јас малку повеќе сега ќе се задржам на X поврзаните форми кај жена која што има една таква генетска промена и е како првиот случај, например, ова девојче Ева, која што има 4 години, имала микрохематурија во неколку наврати и заради тоа е тестирана за Алпортов синдром, дали како цел екзом или на друг начин, со панел на гени, не е важно. Најдена е генетска промена, патогена во COL4A5 генот, која што е наследена од нејзина мајка, која што исто така носител, по-широка информација за семејството од мајчина страна немаме. Разговарајќи за ова семејство, добивам впечаток дека разговараме за болно дете, се обидувам да разберам од што всушност боледува детето, добивам впечаток дека детето е релативно здраво, оди на училиште, нема никакви проблеми, може би свири клавија, него оди на англиски, балеците, тие работи што се прават во таа возраст. И еве го едното прашање за мене, например, во тој разговор, всушност од која болест боледува ова дете. По некој пат, не во овој случај, но во други случаи, ќе слушнам од мутација. Значи, од мутација не се боледува, се боледува од болест или нешто боли, или има некаква промена видлива, или нешто во лабораториските тестови, не сосема во средина, да речеме.
Второто прашање е сега од кога ја знаеме таа информација, дали всушност во оваа возраст и во возраст понапред некако ќе ја лекуваме всушност ќе го лекуваме ова девојче. Третото прашање, кое што исто така пертинентно, е дали и зошто всушност после 8-9-10 сега ова девојче има повеќе години, во семејството нема всушност второ дете. Семејството беше поспешато дека нивната ќерка, да кажеме, има Алпортов синдром, јас го поставувам прашањето, да речеме дали ова нешто влага во таа дефиниција, и да кажеме едно вака по-широко прашање околу употребата на генетските тестови, да кажеме која е рационалната употреба на тестовите, кога треба да тестираме. Ние често пати сакаме, за да диагностицираме нешто рано или за да задоволиме определена анксиозност, да кажеме, во семејството, може би и така натаму, но резултатот некој пат може да укажува на нешто кое што не можеме баш сосема точно да го предвидиме на кој начин да се манифестира, кое што може би не ни доведува до тоа да се донесат значајни одлуки во едно семејство. Вториот случај, и овој случај, може во дискусијата, зашто ако можеме, ќе се растегне многу, јас да сум во 20 минути, па во дискусијата може. Вториот случај е нешто што често го разговараме со Гордана и која што на некој начин на сите нас учителка и мотивација, и сакам да кажам колку што ние на неа, како што кажа во низиното поздравно, така и таа на нас. Мислам, не држи, што викаат англичаните, на прсти, бидејќи што има нешто ново, тогаш во 12 навечер или било како добиваме порака со труд, нови препораки, ново нешто. И ова сакам да одадам признание, бидејќи мислам дека е движечкиот мотор позади не само овие работи околу оваа болест, туку и многу пошироко во нашата земја, како да човек слушно живее во Австралија, како што се живее или во Англија. Така што ја користам можност да и одадам признание и благодарност. Така што, да речеме, прашањето е околу повторно таа ситуација, да кажем X поврзан Алпортов синдром. Во некоја фаза доаѓа прашањето околу хемодиализата и тие дискусии сме ги имале тука и со клиничките колеги и така натаму, и кој сега може да биде донор на бубрек. Обично доаѓа ситуацијата до некаде во семејството, но да речеме во семејството често пати има ограничувања заради тоа што постојат тие препораки, тоа се уште во известна смисла стои дека носител, да речеме човек што има една генетска промена, односно да кажеме мајка на нашето дете со X поврзан Алпортов синдром не би била, да речеме, носител заради ризиците што постојат по незиното здравје, зголемената веројатност за бубрежна болест, и дали сега ако таа жена остане со еден бубрег, тоа нема да ја влоши целата работа, мислам, тоа е размислувањето во позадината на тие ограничувања. Но, да речеме, од кога сме ги почнале тие разговори, јас сум размислувал за тоа прашање малку пошироко и сега сум разговарали со колегите, например, во диализа. И всушност вистината е дека најголем дел од пациентите кои што се на диализа не поминале генетски тест и немаат етиолошка диагноза, зошто всушност бубрегот престанал да работи. Така што ако го споредиме сега овој случај од десно, каде што нема етиолошка диагноза, ние не би пречале на таа мајка потенцијално да биде донор на бубрег, ме разбирате? А овде лево, само заради тоа што има диагноза за Алпортов синдром и знаеме дека е начинот на наследување тој, всушност на некој начин сме ставиле брана на таа работа и се прашувам дали тоа не е всушност една форма, ако сакате, на генетска дискриминација. Ако имаш диагноза е сложно да работат, а ако немаш генетска диагноза, тогаш никој не прашува и мислам дека знаеме за случаи каде што диагнозата Алпортов синдром е поставена од по диализата од кога е веќе спроведена. Да кажам дека во тој поглед малку се разлабавуваат, односно ставовите менуваат, бидејќи постои ова препорака од крајот на минатата година, во кое што тоа нешто кое што беше покатегорично, да кажеме, кажано дека не би биле земени во предвид како носители, сега веќе се менува јазикот во насока на тоа дека како последен извор, да кажем, на бубрек, би требало да се земат во предвид. И тоа мислам дека е едно прашање кое што заслужува во нашата средина поширока, да кажеме, дебата или разговор. Како прв извор на недостаток на бубрез
а не како постав. Наша се како прв избор. Па добро, не јас кажувам што е во препораките, меѓутоа се разбира со специфичностите во нашата средина, се разбира дека тоа е изволот во би бил. Но еве сакам да кажам дека ова е прашање кое што треба пошироко да се дебатира, затоа што претпоставувам дека има луѓе кои што се во таа ситуација, кои што било одвратени од идејата, да кажем. Но еве едно од нештата за кои што зборуваме во генетско советување, меѓу другото е и тоа, затоа што знаете не можете да ги ограничите разговорите, а тоа е всушност прашањето што ги интересира луѓето. Третиот случај, сега еден од пак предизвикателен од друга страна, ова едно момче кој што на 18 години се дојде во упатна дијагноза можеби за некаква бубрежна наследна болест, бидејќи еве во таа возраст 18 години при прва хоспитализација дијагностициран со 5 стадиум на бубрежна инсуфициенција и веднаш поставен на дијализа. Има здрав брат, малку помлад и историја во семејството за мајка која што 36 годишна е на хемодиализа од после втората бременност, да кажеме, за време на двете бременности имала епизоди на хипертензија која што тешко се контролирала, односно не се контролирала. Го тестиравме ова дете и машко момче, да кажеме, и наоѓаме дека е носител на генетска промена во генот Pol4A5. Сега не рековме дека мислиме дека меѓу овие тестови што ги имаме на располагање, можеме се да прочитаме и да разбереме, но вистината е дека во голем број на случаи ние завршуваме во една зона каде што има генетска промена, но ние да можеме да се изјасниме дали е таа патогена или е бенигна. Односно, промената е од несигурно значење. Би можела да биде, ама би можела и да не биде. Истата варијанта се разбира е наследена од мајката, значи начинот на наследување до тука би одговарало за експроврзано. Да речеме единствено што ова друго машко дете всушност ја има истата варијанта, но ја нема болеста и тоа зборува против патогеноста. Меѓу другото, и тоа е еден од сложените аргументи, дојдете на предавањето, утре ќе зборувам повеќе за овие проблеми во интерпретација на варијантите. Но е конфликтната ситуација во која што не можеме да се изјасниме дали оваа генетска промена која што ја гледаме, ја читаме дали е таа значајно поврзана со болеста или не. Ова се спектрите, да кажам, спектарот што го имаме, кога ќе најдеме една варијанта, таа некаде ќе падне. Значи, или ќе сме над 99% сигурни дека предизвикува болест, е патогена, или ќе сме на другиот крај на спектарот, над 99% ќе знаеме дека таа не предизвикува болест. Можно е да постои мала несигурност, над 90% на едната или на другата страна, тие варијанти, или и вие кога читате во своите резултати, веројатно патогени или веројатно бенигна, клинички ги третираме како исто, иако што разбирате 90% сигурно, значи дека во еден од 10 случаи можеби не е баш така како што изгледа. И ова големо море во средината на така наречените варијанти од несигурно значење, кои што ние денес не сме многу моќни, особено во нашата средина, каде што немаме дополнителни лабораториски и други дејности да ги разјаснуваме со функционални и така натаму тестови. Ова дете имаше многу сложена животна, понатаму здравствена историја, со неколку дури и животно загрозувачки, да кажем, хоспитализации, со некакви чудни пневмонии и така натаму. Во една од тие хоспитализации е направено и ехо и еве сега ова што ни кажуваше Нора, некакви цисти, овдека точно на границата, ако јас разбирам, меѓу медулата и кората, нешто што зборуваше во насока на можеби нефронофтиза или некаква автозомно доминантна тубулоинтерстицијална друга болест. И бидејќи во првиот наврат го тестиравме детето на панелна гени за бубрежна болест, значи не целиот екзом, не сите книги, туку само тие кои што тогаш пред неколку години сме знаеле дека се поврзани со Алпортов синдром, решивме да го ретестираме со поширок спектар тест, цел геном, да ги вклучиме и двајцата родители, за да најдеме потенцијално нешто ново, што би можело да пример доминантна болест да објасни, да не нешто сме испуштили на првиот пат. Бидејќи прашањето од што боледува нашиот пациент, останува и понатаму отворено, а тој постојано има потреба од некакви здравствени услуги. И овој тест дојде
да не верува човек, но само со една можна промена, а тоа е таа истата. Всушност, варијанта во генот кол 4А5 и понатаму сме со тоа засегнати и не можеме варијантата да ја разрешиме. И тоа е нешто со што живееме. Значи, во најголем број на случаите овие ситуации не можеме да ги разрешиме и оставува фрустрацијата. Сега ние речеме, добро, ја имаме клиничката диагноза и на крајот не е многу важно, но што околку во семејството се планира ново друго дете, така трето дете, така како да се постапи во однос на пренатално советување и слично, кога имаме варијанта, но таа е несигурна. И еве, за жал, по некој пат овие генетски судбини, да кажеме, и приказни, одат на овој начин, што пред известно време и братот беше хоспитализиран со бубрежна инсуфициенција, наводно бубрежната функција сето тогаш беше уредна, сега тоа е дел од човечката психологија, кога тоа што не сакаме, како што кажа Гордана, стравот од резултатите, не одиме да тестираме, така што, за жал, ке него таа прва хоспитализација со некакви здравствени проблеми укажа на терминална бубрежна инсуфициенција, тоа е сега исто така на диализа. Меѓутоа, така што видите, не било брзо, но знаете, ние немаме метод да ги присилиме луѓето да прават, да речем, крвни слики и резултати и така натаму, така што тоа е правило известно времена назад, но не, знаете, и вие кога живеете. Па добро, еве јас тоа, но видите времето каде е изгубено и добро што го кажувате. Ние сега ќе зборуваме, например, за новороденички скрининг, за Алпортов синдром, не знам точно зошто, а нема да зборуваме, например, за скринирање на децата на сите жени, што во 40 години се на диализа, да ги тестираме нивните деца, да видиме кој до каде е со бубрежната функција. Тоа за мене е многу поцелесходен скрининг, да кажеме, во овој момент од време, колку ние да скринираме новороденички скрининг за Алпортов синдром, па не знам сега, што ќе... Добро, тоа е да сега можеме да дискутираме утре, да поканувам на сесијата за новороденички скрининг, меѓу другото ќе зборуваме и за овие теми. Така што, еве оваа промена по некој пат на семејната ситуација ми овозможува ние да сме поегзактни во диагнозата и сега, но пак интересно, едната од двете лаборатории, првата, останува на својата интерпретација варијантот на сигурно значење, втората лабораторија врз база нова информација ја класифицира како веројатно патогена. Сакам да кажам дека не е генетиката семоќна, ние не знаеме се и во голем дел од случаите живееме во зона на несигурност, особено кога имаме вакви проблеми со варијанти од несигурно значење. Препораката и до пациентите и до колегите, пробајте да најдете генетичар за да видиме како понатаму, бидејќи тоа се живи резултати кои што мора да се проследуваат. Секој еден што седи на резултати, варијанти од несигурно значење, освен ако не ги проверува еднаш годишно, не може да знае дали всушност нема диагноза на пациентот и се понатаму тоа нешто што. Па видете, има, меѓутоа тоа се подразбира учество на тие луѓе. Во случајот, да, има некоја комплексност во семејството, заради која што не можеме пошироко, но интересното е дека всушност кога ги гледате критериумите за класификација на варијанти кои се МГ, всушност многу чудно, но сегрегацијата во семејството дури не носи многу поени. Значи, вие треба да имате огромно семејство и повеќе од 10 мејози кои што се информативни, за да можете тоа како значителен аргумент да ви дојде за да ја унапредите класификацијата, да кажеме, на варијантата. Не разбирате, значи големо чудно е што сегрегацијата не игра голем. Па добро, ама знаете, семејства, некој во странство да се види така и тоа се во книга е идеално. Добро, четвртиот случај во интерес на времето ќе го прескокнам, некој што и тој е интересен, но еве некој мисли вака за крај без голем заклучок, значи во генетско советување тоа е клиничкиот дел од целата генетика, значи таа што почнува со резултатот. Значи вие како семејства знаете, бидејќи ние тие разговори сме имале, дека генетиката почнува со резултатот, таа не завршува со резултатот и дел од работата наша е да помогнеме човек да се соочи со реалностите, да кажеме, кои што ги наведнува генетскиот резултат и позитивен и негативен во него.
Во генетско советување имаме кај Алпортовиот синдром и проблеми од општите проблеми, интерпретација на варијанти, варијанти од несигурно значење. Нема време да зборувам, но инциденталните наводи не сме барале нешто, а сме нашли всушност нешто и нешто второ или друго. Околу 5% од сите екзомски испитувања имаат и втора диагноза, која што понекогаш е и поважна од првата диагноза, но имаме и специфични проблеми, а тоа е ова еволуција на разбирањето на болеста Алпортов синдром и што таа всушност се значи од онаа врв на сандата мраз, најтешките, најсложените форми, X врзани, до сега нешто што може да биде бенигна хематурија во текот на целиот живот без некакви значени проблеми, кои што треба да се следи, но кои што не треба да биде сватено како тешка болест, ме разбирате да речем да на некој начин го влијае психосоцијалниот контекст на тоа се мисли. Еве ја си фокус за денес. Go back to the first case for the comments. For the first case. Okay. Yes. In the first case, Eva, 8 years, microhematuria, she was tested. She was the first to be tested. First in the family. First to be tested. And then her mother was in hemodialysis, yeah? Or was... No, the mother is the carrier. It's inherited from the mother. Pathogenic COL4A5 inherited from the mother. Well, there is possibility. First possibility, without knowing genetic results, first possibility is that she has, let's say, COL4A5 mutation, and then in case she should have testing for microhematuria. No, she doesn't have. The only thing she has is microhematuria. From time to time, few erythrocytes. But we should test her for microhematuria because there is treatment. You don't know. Maybe she'll lose her renal function at 20. And then you have to start as early as possible when there is a micro. Then, why possibility? Could she have IgA nephropathy? In that case, you should perform renal biopsy. So, to avoid renal biopsy, it's better to do genetics. And in this case, genetics led to diagnosis. It was Of what? It is better than renal biopsy for IgA nephropathy. She doesn't have IgA nephropathy, and part of IgA nephropathy. Yes, she doesn't because you have genetics, but without knowledge, possibility that it is IgA nephropathy. We had a family. We had a project with Julia Hefere when we tested the kids with microhematuria. And then the father came, and we had a patient with microhematuria. He came with hematuria. He came to our clinics, and then we saw that the father had hearing loss. He was treated on adult nephrology clinic as FSGS. And very good that when we sent the biological material, we sent to Julia, because she had not too much money. First test the father, and then because the father had COL4A5 mutation, there is no need to test the child, the male child. So it's not so simple. Well, of course, it's not. It's not. But I'm just saying that these are complicated. Microhematuria in America is indication, if it's persistent indication for renal biopsy. Isn't that true, or did it change? Microhematuria in America is indication for renal biopsy. If it's Would we do genetic testing for our course in a Not in my practice. Not in your practice, please, but in all Americans, they do not want to have patients there to control. Okay, but the other, so what I'm getting at is that may be all right for America, but this family would have been counseled very heavily, around these findings, and they would not have left the clinic thinking that they have a sick child. Yeah? Because that thinking, we have a sick child, oh my God, it's Alport syndrome, it's very complicated, it's going to be very difficult, I'm not going to have another child. Although even if that were the case, if this was a boy with Alport, with a positive genetic test result, we have all the prenatal and PGT implantation genetic options,
You understand? So it's not as simple as transplanting guidelines from America to Macedonia. You know, when I was finishing my course in Australia in genetic counseling, I remember my professor, Christine Barlow, steered one of the giants on the international stage, so it's one of the best schools in the world. And you know, she said, well, she asked us what were our plans going to be for the future. And I said, well, you know, I'm not quite sure. I think I may go back to Macedonia and start genetic counseling there. She said, well, what's the situation? Is there any genetic counseling? No. Is there clinical genetics? No. She said, well, you're very brave. And I thought, what do you mean? She said, well, just remember my words. You know, oftentimes I think about it. And I think, yeah, it is quite brave in this, you know, setting. Do we have any other Any questions? other questions? So you wouldn't test in a girl with microhematuria, you know, persistent, semi-persistent biopsy or genetic test? I would discuss it with the parents. I would much easier go for the genetic testing option. And I would be much more reluctant to do a biopsy. Ако да. И аз ги имам моите детали, за жал на слайдот за утре, ако сте все уште тук или ако сакате после, ако никој има потреба посебно за разговор или за контакти и така нататък. Да, че останете овде.